Седнете или легнете на гърб. Наместете се да ви биде удобно. Почувствувайте го цялото тело. Бидете свесни за дишението. Дишете така, како што ви е удобно. Свесни за воздухот што го вдишувате и издишувате. И додека продолжувате да го следите дишењето и да сте свесни за телото, ќе станувате свесни за своите мисли. Сега не тргнувајте во размислувања, туку оставете ги мислите да поминуваат и враќајте го вниманието на дишењето. И повторно тоа ќе се повторува. Пак некоја друга мисла ќе го одвлече вашето внимание. Оставете ја, вратете се на дишењето. Мислите не можете да ги сопрете, меѓутоа може да одлучите да не им посветувате внимание, туку вниманието да го завртите на своето дишење. Така, дишењето ќе станува поспокојно, малку подлабоко и вие ќе станувате поспокојни. Сега станете свесни за целото тело и ќе поминеме по него, чувствувајќи го како се отпушта. Почувствувајте ги стапалата, глуждовите, нагоре под колениците, колената, над колениците. Чувствувајќи како се отпуштаат мускулите, се олабавуваат. Сега почувствувајте целата карлица, телото оддолу нагоре, па стомакот. Бидете свесни за благото движење на стомакот, како што дишете. Половината. Полека нагоре почувствувајте го целиот грб, па целиот граден кош, градите и благото ширење на градниот кош како што дишете. Чувствувате како телото станува поспокојно, отпуштено. Сега почувствувајте ги прстите на едната рака, па целата шака и нагоре целата рака. Прстите на другата рака, целата шака и нагоре целата рака. Рамената да се отпуштени, вратот и главата. Чувство за целата глава, за косата. Лицето посебно почувствувајте го, да е спокојно, релаксирано. И сега станете свесни за целото тело, за дишењето.
и може би веќе се чувствувате спокојно и знаете дека колку станувате поспокојни, толку повеќе се поврзувате со енергија што ве ревитализира. Кажете си дека ја задржувате свесноста на себе и на она што сега го практикувате. Па полека ќе почнеме со телесните вежби. Вдишете и издишете за нијанса подлабоко, еднаш, два пати. И полека раздвижете го телото, благо растегнете се и седнете во седечка положба. Вежби со главата од седечка положба. Наместете се да седите со исправен рбет. Може да седнете на перниче, за да поубаво се исправите. И почнете со ротации со главата. Движењето бавно. Спуштајте ја главата на сите страни, колку што е пријатно. Рамената отпуштени. Чувствувајте како се менуваат истегнувањата, како што ја движите главата. Може да дишете континуирано или ако сакате, може да издишувате додека ја движите главата нанапред, да вдишувате додека ја движите главата наназад. Дишете на нос, така како што ви е пријатно. Чувствуете како мекнуваат и се истегнуваат мускулите. Во обратен правец. Овие движења ќе ослободат тензијата од вратот и од рамениот појас и ќе ја подобрат циркулацијата. Помагаат ако имате болки во пределот на вратот. И битно е да се чувствувате пријатно додека ги правите вежбите. Не ги форсирајте истегнувањата. Секогаш работете до таму, докаде што ви е угодно. Полека завршете. И сега истегнување нанапред. Спуштете ја главата надолу, брадата кон градната коска, останете малку. Чувствувајте го истегнувањето, рамената отпуштени. И сега благо движете ја главата лево и десно, додека е така спуштена надолу, чувствувајќи различни стегнувања во вратот. Останете таму каде што ви е потребно, за да нагласите некои истегнување. Добро, централно главата, вдишувајќи горе, издишувајќи назад, останете, рамената отпуштени и повторно благо главата лево и десно, додека е така спуштена назад.
Dobro, centralno glавата наназад. И сега како што се дланките на колена, повлечете со рацете и свиткајте се наназад. Градниот кош нанапред. Чувствувајте го целиот рбет. Дишете континуирано. Добро. Ова е добро за да се исправи грбот. И сега од ова положба торзија со главата на една страна. Малку останете, рамената отпуштени. Дишете континуирано. Вдишувајќи вратете се, издишувајќи на другата страна. Останете. Дишете континуирано. И повторете го ова неколку пати со ваш ритам. Малку останувајте во конечните положби, свесни за истегнувањата во вратот и горниот дел на рамената, рамениот појас. Дишете континуирано, додека останувате во конечните положби. Може да вдишувате кога се враќате од торзијата, да издишувате кога влегувате во торзија. Свесни за рбетот. Добро. И сега торзија со целото тело. Ставете дланката на спротивното колено, раката близко до телото во правец на торзијата. Осетете ја торзијата, почувствувајте го телото, отпуштете се, па повлечете уште малку со рацете и нагласете го истигнувањето. Добро. Полека вратете се на другата страна. Едната рака на спротивното колено, другата близко до телото во правец на торзијата. Почувствувајте го телото во ова положба. Дишете континуирано, отпуштете се, па повлечете со рацете уште малку и свиткајте се, уште малку. Свесни за целиот рбет. Уште еднаш. На другата страна. Дишете континуирано, истегнувајте се колку е пријатно. И на другата страна. Полека завршете. Стапала. Спружете ги нозете, оддалечени стапалата и истегнувајте ги нанапред, малку останете, олабавувајте ги, истегнувајте ги истовремено, па кон себе, исто така малку останете, неколку пати со ваш ритам. Гледајте ги стапалата, дишете континуирано и колку што е пријатно истегнувајте ги. А ако се јавуваат грчеви, тогаш поблаги истегнувања. Добро. Сега само прстите. На една страна малку останете, па на другата страна исто така малку останете. Неколку пати. Да ви бидат пријатни истегнувањата. Добро. Ротации со стапала, полека на сите страни. Не ги движите под колениците,
Туку стъпалата, потиснувайки ги на сите страни што повеќе. Тоа ќе ги раздвижи зглобовите. Вежбите за стапала ги одмораат нозете и ја подобруваат циркулацијата. Неколку пати на една страна и потоа во обратен правец. Добро, полека завршете. Наредна вежба, мачка. На колена и дланките, растојанието меѓу рацете и нозете, колку што е должината на телото, дланките во ширина на рамената, прстите нанапред. Главата надолу, брадата кон градната коска, грбот што повисоко горе истегнете го. Малку станете, дишете континуирано. Па полека главата наназад, половината спуштете ја надолу. Исто така малку останете. Чувствувајте го целиот рбет, дишете континуирано. Дишете, па издишувајќи главата кон долу, грбот горе. Продолжете да дишите континуирано, чувствувајте го истигнувањето долж целиот рбет, грбот. Дишете, па издишувајќи главата наназад и продолжете со континуирано дишење. И повторувајте ги овие движења со ваш ритам повеќе пати. Кога главата оди долу, грбот што повисоко горе. Кога главата оди наназад, половината кон долу. Малку останувајте во конечните положби, отпуштете се, па нагласувајте ги стегнувањата колку што е пријатно. Нозете нека останат над колениците, вертикално во однос на подот. Не ги поместувајте рацете и нозете, остануваат на исто место, се движи само рбетот. Колку што е пријатно, нагласувајте ги стегнувањата. Вежбата ја ослободува напнатоста од целиот рбет и од грбот. Помогнува ако имате болки во грбот. Полека завршете и од ова положба ќе работиме од планина. Застанете на прстите на стапалата, подигнете ја карлицата горе и истегнувајте се, потиснувајќи го телото наназад. Нозете исправени, петите кон подот колку што може. Пуштете ја главата слободно да паѓа кон долу. Горниот дел на плеките стегнувајте го кон долу и наназад. Дишете континуирано. Чувствувајте ги стегнувањата долж рацете, грбот, нозете. Сега подигнете една нога горе, не ја отворете карлицата, колку може високо горе ногата, останете малку. Пратете ја. Другата нога горе. Пратете ја. Уште еднаш. Една нога. Дишете континуирано. Пратете ја. Другата нога. Пратете ја. Истегнете се уште еднаш во планина. И завршете. Седнете во положба на дијамант.
Ако ви болят нозете, скружете ги пред себе. Во стоечка положба, рамена. Стапалата во ширина на рамената, ротации со рамена. Напред, горе, наназад, долу, на сите страни рамената. Може да вдишувате кога одите наназад, да издишувате нанапред. Или дишете како што ви е пријатно, независно од движењето. Движењето бавно и рамената на сите страни. Дишете на нос. Обратно. Грбот останува исправен, се движат само рамената, рацете отпуштени. Добро. Сега ротации со крлицата, дланките на половина и ротации во сите правци. Настрана, напред, на другата страна, назад. При тоа главата останува на едно место. Ротира само крлицата и ова ви ослободува напнатоста од половината. Дишете континуирано, да ви биде пријатно истегнувањето. И на другата страна, во обратен правец. Добро. Колена, ротации, дланките на колена. Клекнувајте колку што може, потиснувајќи ги колената на сите страни и не ги подигајте петите од подот. Ако имате болки во колената, тогаш може да биде движењето малку повисоко, на овој начин. Ако можете, спуштајте се додолу. Издишувајте кога се спуштате, вдишувајте кога се подигате. И обратно. Издишувајте кон долу, дишувајте кон горе. Вежбата ги раздвижува сите зглобови и мускули на нозете. Добро. Сега истегнување на нозете. Телото нанапред, поудобно е ко главата благо кон горе и притискајте ги нозете. Чувствувајте го истегнувањето долж нозете. Дишите континуирано. Сега малку доближете ги стапалата, не потполно, и издишувајќи клекнете на прсти. Ако не може да клекнете додолу, затоа што имате болки во колената, тогаш само на овој начин. Подигнете се горе и повторно истегнувајте ги нозата. И ако сакате благо, нишете го телото лево и десно, чувствувајќи различни истегнувања во половината. Добро. Издишувајќи клекнете на прсти, докаде може или додолу на прсти, со далечени колена. Останете малку, почувствувајте равнотежата. Вдишувајќи горе, повторно стегнете ги нозете. И сега странични стегнувања на нозете.
Поставете ги стъпалата малко повече отдалечени една от друга, дланките на колена, телото малко нанапред, едната нога свиткайте я и притискайте и благо изтегнувайте другата нога. Дишете континуирано. Другата нога. Не правите движения, кай ногата ще е спружена, само благо притискайте и чувствувайте го изтегнувањето. Добро. Ако уште еднаш истото, ако можете да се спуштите додолу. Па нагласувајте го изтегнувањето. Другата нога. Полека завършите. Составете ги стъпалата и малко вморете се. Равнотежа со подигање на прсти. Составете ги стъпалата, гледайте на едно место пред себе и подигнете едната рака истовремено подигајќи се на прсти. Останете. Дишете континуирано, благо разтегнувајќи се. Полека вратете се. Што побавно спуштајте се на пети. Другата рака. Полека горе и на прсти. Останете. Полека вратете се. Двете раце заедно. Полека вратете се. Сега изтегнување лево и десно со една подигната рака. Оддалечете ги стъпалата во ширина на рамената, рацете дланките на половина, едната рака горе и свиткајте се настрана. Дланката од прилика паралелно со подот. Останете, дишете континуирано, не го навалувајте телото нанапред. На другата страна. Горе раката да се изтегне и настрана. Да остане телото во иста рамнина. Како што се отпуштате, ќе омекнува телото и ќе можете малку да го нагласувате изтегнувањето. Повторно. Вдишувајќи горе раката, издишувајќи кон долу. Дишете континуирано. На другата страна. Вдишувајќи горе раката, издишувајќи долу. И уште еднаш. На другата страна. И завършите. Седете го дишението да стане равномерно. Сега равнотежа дърво. Вежбите за равнотежа се добри за внатрешна смиреност и концентрация. Составени стъпалата. Едното стъпало ставете го на надколеницата, на внатрешниот дел. Ако тоа ви е напорно, тогаш само петата ставете ја над коленото. Или едната, или другата положба. Дланките пред градите.
Гледайте на едно место пред себе. Полека вратете се. Другата нога. Полека вратете се. С оставени стъпалата, за кратко затворете ги очите. Усетете равнотежата. Положба на кобра. С оставени стъпалата, дланките под рамената, не много напред, не много назад. Лактите покрай телото, челото на подот, почетна положба. Почнуваме лизгайки го по подот, носот напред, брадата, вдишувайки и подигнете се колко що може, користейки задната мускулатура, гърбот, кърлицата, нозете, минимум тежина на ръцете. Издишувайки, спущете се на брада, нос и чело. Повторно. Вдишувайки носът, брадата и горе. Издишувайки на брада, нос и чело. Повторете го още неколко пъти със свой ритъм. Гледайте полека с челото на подът, малко отмъргова положба. И сега висока кобра. Сега ги се подигаме по-високо, подпирайки се на ръцете. Почнуваме исто така, вдишувайки носът напред, брадата и горе. Рамената към долу, лактите покрай телото, главата наназад. Колко може повече горе и наназад. Вдишете и издишувайки долу, на брада, нос и чело, малко отмор. Още еднъж. Вдишувайки носът, брадата и горе. Вратете се. На брада, нос и чело. Отмор, релаксация на стомак. Положба на скакулец. С оставени стъпалата, брадата на подот, дланките край кърлицата, пръстите на ръцете към стъпалата, лактите покрай телото.
Подигнете едната нога горе и останете малко. Дишате континуирано, не я отворите кървицата. Вратете я. Другата нога, вдишувайки горе, останете. Дишате континуирано. Издишувайки долу. Двете нозе заедно. Вратете ги. Повторно. Една нога. Вратете я. Другата. Вратете я. Двете. Вратете ги. Още еднъж. Една нога. Вратете я. Другата. Вратете я. Двете. Вратете ги. И отморете се. Да стане дишението равномерно и чувствувайте како се отпушта цялото тело. Завъртете се на гърб. Сега свиткуване напред со свиткуване на нозата. Составете ги стъпалата, ръцете покрай телото. Свиткайте едната нога, фатете я кај коленото, повлечете я што поблиско до стомакот, па главата нанапред. Грбот станува на подот, рамената отпуштени, дишете континуирано. Вратете я прво главата, па ногата. Другата нога повлечете што поблиско до телото. Ако имате проблеми со болки во колената, фатете ногата долу, под и изтегнете се нанапред. Ногата кон стомакот, главата напред. Континуирано дишењето. Вратете я главата прво, па ногата допрени стъпалата. Двете нозе заедно, фатете ги кај колената, повлечете ги што поблиско до стомакот, главата нанапред. Дишете континуирано, изтегнувајте се колку што е пријатно. Вратете ја главата, па нозите. Уште еднаш, едната нога што поблиско до стомакот, па главата напред. Вратете ја главата, па ногата, допрени стъпалата. Другата нога, што поблиско до стомакот, повлечете ја, па главата напред. Вратете ја главата, па ногата и двете нозе заедно, што поблиско до стомакот, па главата напред. Вратете се главата, нозете и одморете се. Чувствуете како дишењето станува равномерно и како се отпушта целото тело. Подигање на двете нозе заедно и главата. Составете ги стъпалата
Ръцете покрай телото, дланките на подът. Подигнете ги нозете към горе, па главата. Гърбът останува на подът, рамената отпущане. Вратете я първо главата, па нозете. Неколко пъти повторете го истото. Ако е напорна или ако имате болки в половината, първо свиткайте ги нозете покрай стомакът, па спружете ги горе и подигнете главата. Вратете първо главата, свиткайте ги нозете и спущате ги долу. Неколко пъти, с управи или с свиткане нозе. Вежбате ги заякно в стомачните мускули и нозета. Прави или свиткани нозета. Кога се врайкате първо главата на подът, па нозете. Може да ги свиткате, па да ги спружите долу. Още неколко пъти, с управи или с свиткане ноза. И полека завършете. Одмор по положба на релаксация. Малко далече стъпалата, ръцете от телото, дланките към горе и одморете се. Следете го дишението, как станува равномерно. Чувствуете телото, како се отпуща. Дишението да стане стомачно. Кога вдишувате, усетете го движението на стомакът към горе. Кога издишувате, към внатре. Кога дишате със стомакът, дишението станува по-длабоко. Имате повече кислород и повече енергия. Чувствувайте приятността на отпущането. Разтегнуване. Спружете ги ръцете покрай главата, далече ни малко ръцете нозете една от друга. Изтегнете десна ръка и лева нога от пръстите на ръката до пръстите на стъпалото. Не ги подигайте само, изтегнувайте се, колко ще е приятно. Отпущете се. Лева ръка и десна нога. Изтегнуванията го освободуват замърът от телото. Отпущете се. Цялото тело. Двете ръце, нозе. Колко ще е приятно. Отпущете се. Сега изтегнете десна ръка и десна нога. Отпущете се. Левата ръка и левата нога. Отпущете се. Цялото тело. И полека завършете. Вратете ги ръцете покрай телото. Почувствувайте го после изтегнуването. Е приятно чувство на отпущеност. Сега изтегнуване с оторзия.
Свиткайте ги нозете, стъпалата са оставени, що по-близко до телото, дланките зад вратот, лактите на подот. Нозете на едната страна, главата во торзија, обратно. Лактите не ги поместувајте од подот, нозете кон долу толку колку што може. Едно стапало врз друго подигнато. Дишете континуирано. Вдишувајќи горе нозете, издишувајќи кон долу. Главата во торзија, спротивно од колената. Истегнувајте се колку што е пријатно, дишете континуирано. Повторно, вдишувајќи нозете горе, издишувајќи кон долу. Рамената и лактите не ги поместувајте од подот, нозете кон долу толку колку што може. Отпуштајте се и истегнувајте се. Вдишувајќи горе, издишувајќи на другата страна. Полека кон горе и може да продолжите со истото неколку пати, може и со подигнати нозе. Доближете ги над колениците до стомакот и од оваа положба во торзија. Надолу нозите толку колку што може. Рамената и лактите да останат на подот. Вдишувајќи горе нозете, издишувајќи надолу. Главата во торзија, обратно. Чувствувајте ги стегнувањата долж над колениците, плеките, раката. Повторно. На другата страна. И уште еднаш. И на другата страна. Овие истегнувања се добри за целиот хрбет. И полека завршите. Одмор по релаксација, површна релаксација. Отпуштете се. Чувствувајте го телото после истегнувањата. Дишењето да стане стомачно, спокојно. Разтегнување, мост. Свиткајте ги нозете, доближете ги стапалата што поблиску до телото. Ако не можете да ги фатите глуштовите, тогаш оставете ги дланките на подот. Ако можете, фатете ги глуштовите, поставете ги стапалата од страна на крлицата и вдишувајќи подигнете крлицата кон горе. Стапалата се на подот, рамената, и колку може високо горе крлицата, дишете континуирано. Издишувајќи спуштете се. И повторете го ова неколку пати. Вдишувајќи горе, дишете континуирано додека останувате. Можете и пократко, може и подолго да останувате. Издишувајќи долу. Направете 3-4 пати или повеќе ако останувате пократко. И полека завршите. Служете ги нозете и одморете се. Чувствувате како се отпушта телото.
Како станува равномерно дишењето, постепено да стане стомачно и малку подлабоко. Обратна положба. Немојте да ја работите ако имате висок крвен притисок, зголемена функција на тироидната жлезда, висок очен притисок или срцеви заболувања. Исто така не ја работете за жените и девојките во деновите на менструалниот циклус. Ако не работите обратна положба, тогаш наизменично подигање на нозете, составени стапалата, рацете покрај телото, едната нога подигнете ја, останете малку, па спуштете ја, другата нога подигнете ја, останете, спуштете ја, двете нозе заедно, прави или ако ви е напорно, свиткајте ги и вратете ги. И продолжете со исто тоа да го повторувате неколку пати. А ако работите обратна положба, составени стапалата, рацете покрај телото, дланките на подот. Полесно е ако почнете со свиткани нозе. Свиткајте ги, па нозете преку главата и подигнете се кон горе. Тежината на горниот дел на плеките, дланките допираат до телото, нозете се косо во однос на подот. Ниту многу горе спружени, ниту многу надолу паднати. Најдете положбата во која што може да останете. Олабавете го телото, да не сте стегнати, но задржете равнотежата. Дишете равномерно и останете ако ви е удобно. Обратните положби носат повеќе енергија во горниот дел на телото, во пределот на главата. Добри се за луѓе кои што имат низок крвен притисок, ги одмораат нозете, го подобруваат дишењето. Треба да се чувствувате пријатно додека останувате. Ако ви станува нелагодно, полека спуштете се. Дишете равномерно. И сега полека вратете се. Спуштете ги прво нозете благо надолу, потоа вратете ги раците на подот, дланките на подот и полека спуштајте се, свиткајте ги нозете, не ја подигајте главата од подот. Спуштете го грбот, па нозете. И одморете се. Оставете дишењето да стане равномерно, стомачно, кон горе стомакот кога вдишувате, кон долу, кон внатре кога издишувате. Чувствувате како телото се отпушта, како дишењето станува малку подлабоко, но да ви биде пријатно. Продолжете да го следите дишењето и чувствувајте како се отпушта целото тело. Во овие положби на релаксација се впива ефектот од направените вежби.
и оставате чувството на спокойност да се прошири низ целото тело. Тоа е енергија што ви го обновува целото тело. Ви зголемува виталноста, имунитетот, ви носи поголема внатрешна снага. Сега седнете во седечка положба. Повторно може да седнете на перниче, за да убаво се исправите. Најдете си ја положбата. Нозете прекрстени како што ви е комотно, грбот исправен, рамената отпуштени, брадата благо надолу. Затворете ги очите. Така подобро се концентрирате. И сега следете го дишењето. Свесни за движењето на стомакот, нанапред кога вдишувате, навнатре кога издишувате. Така ја користите диафрагмата, дишењето станува подлабоко, но не се напрегајте. Треба да ви биде пријатно дишењето. Така акумулирате енергија. Ја губите ако го форсирате дишењето и има напнатост. Така што дишете длабоко колку што ви е пријатно. Нанапред стомакот кога вдишувате, навнатре кога издишувате. И сега станете свесни и за ширењето на градниот кош. Кога вдишувате, стомакот нанапред, останува нанапред, па осетете како се шират странично и благо напред градите, градниот кош, додека вдишувате. Кога издишувате, градите се собираат и се повлекува стомакот кон внатре. Кога вдишувате, стомакот нанапред, па се шират, се отвораат градите и благо се полни горниот дел, рамената не ги подигајте. Кога издишувате, градите се собираат и се повлекува стомакот кон внатре. Бидете свесни за ова движење на стомакот и на градниот кош. Битно е да го задржите движењето на стомакот, стомачното дишење, а на тоа колку што е пријатно се надоврзуваат градите, градниот кош. Како што се отпуштате, така дишењето станува подлабоко, поспокојно, и се јавува чувство на внатрешна спокојност. Ваквото спокојно, длабоко дишење ви носи нова енергија и активира вашата животна енергија. Задржете уште малку концентрацијата на дишењето, на движењето на стомакот и на градниот кош. Чувствувајте како станувате поспокојни.
Ако повторно мислите го отвлекуват вниманието, само станете свестни за нив, пуштете ги да поминат и повторно вратете го вниманието на дишението. Това го смирува умът и кога вежбате концентрация на дишане редовно, после това размислувањето станува по-конструктивно. Се ослободувате од низа непотребни мисли. И учите како да се фокусирате на оно што ви е потребно. Ще малку следете го дишењето, чувствувајќи како станува телото спокојно, но нека остане грбот исправен, рамената отпуштени. И чувствувајќи како се продлабочува внатрешната спокојност. Сега ќе работиме една вежба што се нарекува Ашвини мудра. Контракции на анусот, жени работат контракции на анусот и вагиналните мускули. Тоа е пелвичната мускулатура што е затвора крлицата. Стегнете ја ова мускулатура, имате чувство како да се повлекува кон горе, задржете неколку секунди, па ослободете ја контракцијата и повторувајте го ова повеќе пати. Значи, стегнете мускулатурата, задржете неколку секунди, ослободете ја и повторно. Направете 10 пати, па потоа одморете се, следете го дишењето и повторно. Вежбата ја зајакнува пелвичната мускулатура и ја активира вашата животна енергија. По изведувањето на вежбата се чувствувате како да имате малку повеќе енергија, како да главата станува малку побистра. Вежбата може да ја правите неограничен број пати во било кое време, само исправете горбетот. Исправен рбет ви е потребен за правилен проток и на енергијата и за правилно дишење. И продолжете со контракциите. Ако сакате, може да вдишете додека ја правите контракцијата, значи вдишувајќи контракција, стегнете мускулатурата, издишувајќи, ослободете ја. Или правете ги контракциите независно од дишењето. Продолжете уште извесно време со Ашвини мудра. Полека завршете. Кога работите сами, може и подолго да работите. И сега повторно следете го дишењето. Повторно станете свесни за движењето на стомакот и на градниот кош додека дишите.
ostavajki da станува малку подлабоко, равномерно и спокойно дишењето. И сега ќе работиме наизменично дишење низ една и низ друга ноздра. Вежба што го смирува нервниот систем, ја подобрува концентрацијата и го смирува умот. Ако ја знаете вежбата, работете со свој ритам. Ако не, следете ме. Двата прста, показалецот и средниот, ставете ги на челото меѓу вегите, со палецот и со четвртиот прст отворајте ги, затворајте ги ноздрите. Поставете раката, држете ја пред лицето и немојте да се искривувате. Издишете низ двете ноздри, затворете десна, вдишете лева. Затворете ја, издишете низ десна. Вдишете десна, затворете ја, издишете низ лева ноздра. Вдишете лева, затворете, издишете десна. Вдишете десна, затворете, издишете лева. Вдишете лева и продолжете сами со свој ритам. Вдишувајте и издишувајте бавно и длабоко колку што е пријатно. Не се напрегајте. Ако не се затворени ноздрите, не би требало да се слуша поминувањето на воздухот низ нив. Ако некоја ноздра е блокирана и дишењето ви станува тешко, немојте да ја правите вежбата. Само следете го дишењето. И продолжите уште извесно време, наизменично дишејќи низ една и низ друга ноздра. Задржете ја концентрацијата, свесни низ која ноздра вдишувате, односно издишувате. Ако почувствувате замор, завршете. Завршете со издишување низ лева ноздра, за да го заокружите циклусот. Ако може, уште малку продолжете со вежбата. Полека завршете со издишување низ лева ноздра.
Когато завършите, спущете раката и продължете да го следите дишението низ двете ноздри. Да стане повторно равномерно и длабоко дишението, сега низ двете ноздри. Може би ке почувствувате како станало подлабоко, но и поспокойно. И како внатрешно станувате поспокойни. Концентрирани на своето дишanje. И сега ќе продължиме со медитација на дишање. Може да останете да седите, но ако ви е напорно, легнете на грб. Наместете го телото да му биде комотно. Бидете свесни за постигнатиот мир и повторно концентрацијата на дишањето. Бавно и длабоко вдишувајте и издишувајте, но толку длабоко колку што ви е пријатно. И оставете чувството на спокойност да се шири низ целото тело. Ако ви доаѓаат мисли, само пуштете ги да поминат, какви и да се, пријатни или непријатни, само пропуштете ги да поминат. И задржувајте концентрацијата на дишањето. Тоа ве води кон подлабок внатрешен мир и тоа е енергија што ви ја зголемува виталноста. Ако сакате, визуализирајте дека вдишувате енергија на спокојност заедно со воздухот што го вдишувате, што потоа се шири и го исполнува целото тело и се шири околу телото. Вдишувате енергија на спокојност, што го исполнува целото тело и се шири околу телото. Свесни за своето дишање и чувството на спокојност што се шири насекаде. Состојба што ви ја зголемува внатрешната снага, ви го продлабочува внатрешниот мир и ви ја зголемува виталноста. Може да останете во оваа состојба колку што ви е пријатно. Ако се губите во своите мисли, што е нормално да се случува, само едноставно ставете ги и вратете го вниманието на дишањето.
И ако сакате визуализацијата дека вдишувате енергија на спокојност заедно со воздухот што го вдишувате, што го исполнува целото тело и се шири околу телото. Чувство како станувате спокојни, може би малку порадосни, повитални, како да сте потонети во мир и спокојност. Останете во оваа состојба колку што сакате. Кога ќе одлучите да завршите, нека дишењето стане за нијанса подлабоко, 2-3 пати малку подлабоко вдишете и издишете. Потоа станете свесни за целото тело. И кога сакате, раздвижете се.